Виолета Петковска сум јас. Добре, защо решавате да бойкотирате референдума, а не, например, да отидете и да гласувате против? Па без разлика дали ќе гласаме против или ќе гласаме за, они нема да ги бројат нашите ставови да или против, они ќе бројат излезеноста на граѓаните, ќе бројат, односно им е потребен цензус на излезеност од 51%. 900 граѓани плюс тројца. Добре, за това е по-добре да според вас да се бойкотира. Каква е опасността? Каква опасност съществува, ако референдума бъде легитимен? Какво ще стане? Не може да биде легитимен. Ова е една, како да кажам, журка во наводници на двајца луѓе што се договарат. Мислам за договорот со Ципрас и Заев. Инаку иницијатори кои што го извршуваат налогот од НАТО. Нас не ни е потребно. Македонија не беше во никаква криза. Значи, ние нити сме, економијата ни раснеше со претходната влада, можам да се пофалам. Значи, ние немавме никаква потреба од вакво, како да кажам, ригорозно 360 степени насилно менување на идентитет, на устав, на име на државата. Значи, лага е тоа што налажат дека Европска Унија, впрочем и вие сте во Европска Унија, кои ви се благодетите, дали Бугарија стана рамна со Германија, со Грција, со Франција. Јас колку што знам, ниту Хрватска, ниту Бугарија, останатите држави балкански што се во Европа, не се богати. А бойкотираме за да ја спасиме Македонија, да се спасиме етноцид, од геноцид, да се спасиме. Ние сме народ кој што е библиски народ, стар народ. Тоа се знае, значи културата, цивилизацијата почнува од тука. Во Библијата не пишува 27 и нешто пати. А какво ви е отношението тогава към НАТО и към Европейския съюз? Вие за ли сте НАТО и Европейския съюз? Дали сме? Дали сте за? Јас не сум. Јас лично не сум. Меѓутоа, уште повеќе ми е инат и бидејќи ме подценуваат со уценување. Еве пак Бугарија да ја земеме како и останатите што влегле во тој сојуз, во НАТО, нарочито во Европска Унија. Дали биле условувани да нешто да променат во својата држава? Дали Бугарија била условувана? Дали била Хрватска? А зошто нас не условуваат? Што им смета нашето име? Ние да продолжиме да се викаме Македонија и да ни дадат некои други услови. Да речеме реформите, да бидат на прво место, да ги исполниме реформите во државата, каде што се и тоа како потребно, секаде, во секоја институција, во секој сектор. Како горди македонци кажу, тоа е поважно. Како? Како горди македонци